Ви благодарам за поканата. Не можете да најдете попрекрасно место за да поразговараме малце и да се подсетиме на едни прекрасни времена. И така. Ви благодарам уште еднаш. Да почнеме од некој би рекол апсолутен почеток. Тоа се двете навивачки химни кои ден денеска ги слушаме. Првата се вика Химна на фудбалското победа 1998 година. 9-8, така, тој период. Втората е Горд навивач 2015-та, нешто по-нова. Меѓутоа, еве овие се две навивачки химни. Да ни кажете нешто за нив, за тој процес од инспирацијата до комплет производ. Можам да кажам дека во тие години, исклучиво во 1997, кога на еден природен начин помладата генерација ја презеде, да речем, трибината, нешто она што ни го ставија Марковите внуци, и баш тој период се сеќам дека Победа стануваше квалитетен клуб, почнува да зема добри играчи и целокупно земено во тоа време имаше доста публика и така некако имаше многу голема енергија. Се сеќам тогаш што тогашниот председател на ФК Победа, господинот Хаџиристиски, имавме повеќе пати, да речеме по 2 до 3 пати неделно имавме состаноци и разговаравме буквално пред секоја такмица и се организиравме буквално до секој детал. И во тој момент не се сеќам добро со кого бев, требаше да одиме на прием кај него и тука во кај што ми се просториите мислам дека се уште му се тука во 13-катницата, и одиме таму и таму ги начекуваме Борче Шабановски, тој е музички продуцент, и Душко Темелковски. Чекаја на прием кај него и како се истомисленици често се привлекуваат. Енергетски. Точно, едноставно Господ кој сака се ги реди работите. И како сте, што правите и зашто сте тука? Вика, че правиме химна, сакаме да победа, знаеш да ме предложиме, имаме некој предлог. И знаеш, онака ние млади енергични, малку зелени во главите и одма, како така, како може ние да не знаеме, како е тоа можно? Полека не се нервирате, полека, сега ќе влеземе, ќе се договориме. И така влеговме внатре, заедно. И буквално ги договоривме деталите, а тие веќе имаја спремено. Јас во тој период немав музичко искуство, некој за позади микрофон, едноставно ми беше прв пат кога сум снимил студиска песна. Инаку претходното мој искуство е кога ме пратила мајка ми да одам продавница по млеко, пошто живее во зграда, од 4 до 1 ходниците прават ехо и таму ти е исто како на сцена да пееш. Тоа ми беше единственото искуство. Ама со искусни луѓе направивме како што треба, беше песната, значи стварно добро прифатена. Навивачите ја пеја, дури и рефренов го пеевме од трибина без музичка позадина, да речем, за време на утакмица. Каде е снимена? Снимена е кај Борче Шабановски, во неговото и ден денеска на истото место студио, тука исто на истава улица на Александар Македонски. И имаше и CD, имавме изваено и не се сеќавам точно тогаш почна да речем ова со интернетов, со YouTube и некој паметен дечко ја ставил на YouTube и ден денеска не знам колку има прегледаност песната. Оваа прва химна, што ја викаме 1998 или 9-та, нема некое име, химна на фудбалското победа, значи многу обично, а сите вака кога ќе ја спомнеме и даваме некое име за тебе победо. Така некако почнува рефренот. Така почна рефренот, за тебе победо живе даваме, ти си за нас се што имаме. И тоа многу кај луѓето се памти по толку време
и побудува некои емоции, навивачки за време на надпреварите, пред надпреварите, секогаш кога ќе се пушти. Да на бидам полувреме. искрен, сум горд, баш што учествувам во тој проект, пошто Дали така чувствуваш и ти? како не, јас значи не знам, може лудо звучи, ама на еден начин како да сум присутен на секоја утакмица тука кога ќе се пушти песната. И се чувствувам многу горд за тој факт. И не знам, таа песна некако Како таа да е број 1 химна, иако сега има 2. да, се сложувам, таа песна По важност. Ако земиме пример еве од светскиве клубови, знаеме дека тие има средства и може да снима и албуми се за нивните, да речем, клубови, но првите химни, да речем на Реал, на Барселона, првите химни се, да речеме, се старите, се уште од некогаш кога ги испеле првите химни. Така да и ова песна ја има истата судбина. И природно е како родена и е родена. Вистински е родена во вистинско време, од вистински навивачи, од вистински музичари. И мислам дека ќе продолжи да живее. Во иднина ќе дава снага на победа да живее малку подобро. Да ја крени малце здраво. Она што е правено, се вели, со голема љубов, со труд, и тоа има секојаш резултат и обстојување долго. Се сложувам, не секогаш е финансискиот дел за да гледаш да имаш некаков бенефит, дека ти ако направиш некој добро дело не ти било исплатено. Се сложувам дека нешто што е од душа правено и секогаш има повеќе живот и душа. И да се повторам, мислам дека колку да се права химни, таа ќе остане, затоа што луѓето кои поминале преку незе, преку утакмиците и преку поразите, преку победите, таа химна се пушташе и на почеток и на крајот. Значи, толку е вражано во нив, че треба, што се вели, да умри последниот што го видел Тито, па за да заборави Југославија, што се вели збора. А јас сум еден од нив. Да, сум имал 2 години. Една споредба. Меѓутоа, сега јас сакам тука да спомнам. Многу е битно и прифаќањето од симпатизерите на победа. Тие веднаш ја прифатија и долго време ја користат како химна за споредба со една друга химна, бијќи ова не е апсолутно прва химна. Јас памтам дека некаде 92 или 93 кога беше првата сезона во самостојна Македонија, прволигашка, на победа. Имаше обид. Победа Витаминка кога беше, имаше обид. Сега се извинувам што не се сеќам на името и презимето, но Риџата го вика авторот. И тој дојде кај мене во студиото на Радио Соник со молба да ја пуштиме таа химна. Наистина прекрасна изгледаше таа химна, но зошто не заживеа, најверојатно има некоја причина. Ја пуштавме и овде на стадион се пушташе, но не заживеа. Дали беше некако само за надвор од стадионот, дома да си ја слуша човек во тишина, И може би песниве беше со таква намена. И песниве се како човечки судбини. Некои песни има долг живот, некои има пократко. Зависи како Се сеќавате ли вие на таа? како не таа беше, мислам вака одеше. Победа е љубов за секој од нас, за Маркови внуци живот е и спас. Победа или пораз, составен се дел, само машка игра да те биде цел. Така Имаше во врска и така мислам дека име беше. во... Ако не се лажам, мислам дека е таа. Значи многу Јас се одамна е. сеќавам, во текстот беше спомнато тоа име Гоце Делчев некогаш ти било така нешто. Јас ја го Нели пем така неверојатно, јас неверојатно го пем И историски имаше рефренот, момент. тој во строфата, неверојатно во строфата, но пак ќе кажам, Беше 50-та година Гоце Делчев го менува името во победа. Тој момент мислам дека беше и во химна. не знам вие дали се сеќавате во тоа време дали имаше разгласи, дали се пушташе пред почетокот музика. Јас мислам дека Имаше разглас, имаше и во 80-тите години. разглас во смисла ги памтам И во тие што беа 70-тите. старите што беа догманастите. Да, разглас имало многу одамна. Но дали се меѓутоа пуштало некогаш музика? Се пуштало и музика, меѓутоа можностите не биле толку едноставни како што се сега. Бијќи имало плочи, на плочи биле. Да, се во еднината после почна се да се комерциализира, да се кради од странство како се пред така А се настојувало уште од 70-тите години, јас колку што знам, да има некаков разлаз, публиката да биде информирана, да знае кој играч излегува, кој влегува, кој составите, точно се сложи. Имаше еден новинар, Петар
Поповски се викаше, и тој беше едно време официјален спикер, па Миле Талевски, Драги Башевски се менувале. Имаше разлаз, каде што јас како дете сум слуштал со нетрпение да кажи кој е составот на Победа, кој е на противникот. Бидејќи не интересирало и гостинската екипа со кој играч настапува. Било интересно и тогаш. Се Во сложи. тоа време имало и семафор. Луѓето сигурно нема да веруваат Зборувате за пред 90-тите, раните, да речеме, 70-тите години. 70-тите, 80-тите, Имало пошто семафор, сеќам, јас од меѓутоа 80-тите. толку примитивен, че се смеете, требало некој да ги менува постојано тука да биде присутен, никаква автоматика. Рачно, да механички. Да, нулата да ја симни, да постави единица, и така било една година, две, и така застана, и резултатот беше истиот до 90 и некоја. Се сеќаваш? А се сега Да. ми текна се сеќавам на семафоро. Се сеќаваш на резултатот? Мислам дека бе 1-1 беше. 1-1. Така беше. Значи И не сите затоа прошува денеска не е решена работава. 1-1. неизвестна работа, неизвестна цела. неразрешен. Сега да се вратиме, значи, на химниве. Ова што ни е темава. Ова химнава, Втората- првата химна беше химна на фудбалскиот клуб Победа. И како официјална химна? Да. Меѓутоа има и втора химна 2015 година, Да. за која снимивте и спот. Баш во моментот на враќањето на Победа после Во долгите Марко години. Цепеков, не знам на колку локации беше снимена, Да. со познати звезди од Магдетски и други што беа фудбалери, понанешни, некогашни звезди. Таа песна, За неја да ми кажете. таа песна се роди. Јас имам едно внуче што беше долги години со навивачиве, и да речем тие другарчина, знаеш, младиве се дружа, се измислува си прав песни на гитара, ја свирил само како рефрен. И беа кај мене на една вечер на име и вика, види ги кикацо што направи. И слушам јас песнава, толку ми влезе најнаш уше, викам ова сигурно можеме да направиме хит да биде. И треба на Победа баш тега моментов песна. Во тој период, да речем, контактиравме со Рубин. Рубин, сега ќе ми извините на презимево, сега во постојнов период кој се приклучи на групата Меморија, како гитариста. Седнав со него, му дадов песната, тој ја слушна, ја виде, рече имаш плюс текст, рекол ќе напишам и дате во име, и јас ќе пренапишам. Едната строфа е на Кико, едната строфа е моја. И тој рече, знаеш, тука е Даниел, може Даниел да пее, а можеме ако сакаш и да му предложиме на The Hounds. И тие се популарна група, свират насакаде из Македонија. Сите на прво сите се прифатија. Ја снимивме песната, стварно испадна прекрасна, и во тоа време Кико Конески, ДТВ сега е во Австралија. Тој беше најдобар, да речеме, за снимање на видеоспотови, користеше дрон. И кога му појдов кај него, кога му реков и него, и тој го сними спото без пари. Значи, буквално сето се направи без никакви средства. Нешто мало ситно се плати, мислам, кај Рубин, за во студиото, и тоа беше. Знај ќе те подрам се до крајот јас. Се дур имам живот и ме држи глас. А ти биди вечна моја победо, на тебе бере овој горд навивач. Јас немам пари ни богатство, имам овој шал, кренат високо за тебе. Црвено-бела, еден клуб и еден идеал, дај ти гол за патривода. И кога не сум јас со тебе, светот ми е мала ми е цела земја. Што и да треба, верувај, од срце се би ти дал. Ла 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 ла. О, те сакам победу. О, те сакам победу. Другото, да речем, музичарите, ние текстовите што ги пишуваме, организацијата, се што требаше, сето беше без пари. Постоеше поим ентузијаст. Постои уште, само се бори за да исплива на површина. Да обстои. Да, и многу луѓе кои го поседувале, може и го заборавиле во модерно време, ама ако се работи од сите страни и од сите сегменти, може да заживее тој, да речем, збор. И спотов, се сеќавате, се договоривме да ги поканиме сите што се, да речем, живи легенди,
што успеавме да добиеме телефонски броеви, да ги најдиме, да речем, фудбалери и исто така и новинари, пошто сте составен дел од тренери од сите аспекти. од сите аспекти на Инволвирани играчи, да. во фудбалскиот клуб. Видеоспотот беше сниман во Марко Цепенков на бела хрома позадина и стварно и од него сум многу задоволен. После тоа мислам дека баш брат ти сега ме подсети дека се правеше промоција на дали беше на финалето пред финале на турнирот Свети Никола Во универзалната во универзалната сала. Значи гледаш сите сегменти, сите моменти го прави нештото за песната да има живот. А мора и да биде певлива, да се слуша и значи многу работи мора да има улога за да има живот. Добро, дали си задоволен од две химни како досега значи обстојуваат да речам што викаат забот на времето, не им може ништо. Во смисол задоволен сум од начинот на гледаноста, пошто сега знаеме сите дека сето е на социјалните мрежи, на YouTube и на тие, да речем, да не ги набројувам. За жал, радијата нема толку ја нема силата како во 90-тите, како во моментов сега што има радијата во Америка, Како медиум, да? како медиум, кај што ќе може да се промовира, да се слуша. Затоа што еден диџеј ако ја форсира песната, тој ќе ја направи хит. И некои песни сведоци сме дека нема никаква вредност само кога ќе се повторува. А во Америка моментално радијата Да. се еден важен медиум. Како не, радијата се многу важен медиум. Значи не треба да велиме дека времето ни помина. Не, никако. И мислам дека и тука може да се врата радијата. Јас ве гледам вас на Радио Пела, се уклучувате на Facebook, некогаш и тука и за победа ги пратам информациите, спортските емисии. Појче треба, како да кажам, помали давачки радиото да има, појче помош, а помалку реклами. Затоа што ако се базираме на реклами, ние просиме и го бркаме слушателот. А ако биде пратежно само на музика и на мали джинглови и на фиксни 2 до 3 спонзори, тогаш би било радиото, би помогнало многу за ова што го правиме, да се вратиме на разговорот, за песната да има живот. Значи еден складен однос помеѓу содржината и рекламите, рекламниот простор, за рекламниот простор да не ја нарушува содржината. Она што треба да допре до слушателите. Трае долго, затоа што некој човек кој сака да се релаксира, да се опушти, бира станица. Ако го тераме да слуша станица, тој сака да слуша песна за песна. Не може сега 10 минути да... И плюс тоа рекламите, сите ги знаеме нашите дека не се толку добро професионални. И за тоа треба, за да снимиш реклама, треба да е... Интересно. Да, не може да е само како информација. Добро, заминувате за Америка, веќе утре се враќате назад во Светите Американски држави. Што понатаму? Дали сега побрзо ќе ве очекуваме да се враќате во Прилеп? Да се гледаме овде. Веќе 6 години помина од кога? Помина стварно долго време. 2018. Стварно подолго време, но претходно живее во Њу Џерзи. И веќе кога помина 2 години, па 1 година, вати короната се затвори се. После тоа короната кога заврши, се преселивме во Флорида. Знаеш, ново преселување се одново е. И вати годините, исто се базираме и со децата, со школото, може само во лето. Најдуваш нова работа, дур да почнеш, сето е пак почеток. Но еве, фала му на Господ, после 6 години сум тука и иначе ако може да ти го насетам прашањето, постави го. Како во Америка се справувате со овие силни емоции кон победа? Искрено да ви кажам, на оваа далечина. Искрено да ви кажам, многу измешани чувства, секогаш имало моменти на рага и на радост и на тага, на нервоза, пошто информациите, друго е да ги гледаш директно тука, да си присутен, да можеш стрезвено да донесиш одлука со своја глава, друго е да ти пренесува. Јас не сум престанат и преку социјални мрежи, и преку телефонски разговори да добивам информации, да прашувам, да се интересирам. Буквално зедов цела историја што има со мене таму, ја носам. Каква е историјата? Па од слики до собирани од весници, да речем, истечоци,
Од кој до кој реквизити. се однесува? Па сега, искрено да ви кажам, жал ми е. Дали од 90-тите години има нешто? Значи, јас собирав од 90-тите уште од темпо, да речем. Од раните. После почнав и од Темпо, скок. тоа е белградско темпо, така? Точно. После почнав од скок. Ги собирав во голем нотес, но после една не толку среќна случка тука на стадионов, кога играше победа со Слога и го Магнет, кога настана еден лош инцидент 94-та година, јас бев дете многу мало и се заврши со, да речем, со притвори, со такви работи, со на крајот се заврши среќно, Слога и го Магнет со или Слога и го со Магнет. Силекс? Не, со Слога и го Магнет тоа беше, ајде не мора да го спомнам Ти со Силекс имаше нешто? Силе се 94-та година. покасно е со Силекс. Значи тука е некаде. Таа е истата година кога победа најмногу страдаше од, да речем, од федерацијата. Не се сеќам кој беше председател. Беше незадоволен, добро. Многу работи се случува и имаше многу народ и народот го искаше Значи од тогаш има историја. Да се вратам на Мобетов, дека во тој период јас беше кога ми беше мене, да речем, тефтеро полн со залепени, да речем, исечоци, татко ми на нервоза го извали, ги скина и го извали в канта. Но јас сум многу интелигентен за таа работа и најдов начин, по подолги години, кога почнав да работам во Марко Цепенков, тука ми даде еден отец, Златко отец ми даде како идеја, пошто го прашав што работеше, да работеше нешто, и ми даде добра. Одново да собираш. Па види како, тој ми даде идејата, пошто, еве, јавно да кажам на секој, затоа што тоа не е ферски да го скриеш и секој пати за некаков документ да го добие и што му значи. Значи, може јаве и ти да го знаеш овој факт, дека библиотеката во Прилеп, библиотеката во Скопје, библиотеката во Битола ги корича сите дневни или неделни или месечни весници. Се коричени. И има право секој, да речем, ова го знам, може луѓе се да не изигравам паметен многу, но луѓе што не зна, еве спортска афела, ако сака да најде нешто, ако сака некаков труд да направи или за школа, за на факултет, за било каде, може да појде во библиотека и со дозвола да зема и слики, значи не можеш да го скинеш, не може, но со денеска со добриве телефони може да направиш добра фотографија. Да, тоа важи за сите членови. Точно, и да Тоа право го имаат. Да се надоврзам на тоа дека јас како идеја, пошто имаме многу реквизити, ја познавам и многу сонавивачи, пријатели, другари, спортски што има реквизити, слики и такви работи. Идејата ми е, се надевам дека ќе успеам да отворам на 40 години, да отвориме на 40 години Која ќе биде јубилеот? Јубилеот за највачката група од 40 години постоење. Тоа е 2027. Да, точно по 2 години. Па толку, 2,5 години, значи да отвориме како еден мал музеј за навивачки реквизити. Пошто Каде би била локацијата? па еве сега многу да не, пошто се разбира дека ако ти да речем ако земеш еден било што од Дојче треба да, ако отвориш музеј треба да постои тој со години, треба да се надоградува. Според мене најскладно би било тука некаде во стадионот, пошто е блиску и до Војднина, се надам дека стадионот ќе се направи и ако дојдали тука туристи би можеле да му биде во склоп, да има фан шоп, да има мал музеј, пошто дуќаните што би се отвориле овде долу дуќани. Се многу. Тоа е како идеја и исто можам, еве ја користам приликата да му се А заблагодарам. има што да влезе во тој музеј? Такво богатство има на настани. Имаме и видео снимки, тоа би го дале ние да биде и под државата, нема проблем и под градот. Не би сакале да поседуваме, но како идеја би можело да се оствари. Кога сме кај идејаве да се надоврзам и да се заблагодарам на навивачите кои живеат во странство, јас дојдев до идеја. Има многу сигурно, значи. Ги има многу и за настранец да речем, еве и селеник, за да му побараш пари треба да имаш првен доверба, да има во тебе и треба да му кажеш зашо би ги искористил тие пари, пошто знаеме дека многу пати наназад во се злоупотребувале многу работи. И јас дојдев до идеја, пошто новиот цид тука беше направен, од задната страна да се направат повеќе графити. Ми дојде идеја да ги побарам уметничко друштво тука од Марко Цепенков преку Маријан Стојановски, кој е вработен таму. Собравме пари од сите да се заблагодарам јавно, што сите одваја по 100, по 50 долари, евра, да речем, од Европа, од Австралија, од Америка, и што успевме да го насликаме од, да речем, голем мурал. А исто така имавме голем план за тој паркот таму горе што е позади, да речем, одма до јужната трибина, за да се направи навивачки парк. Навивачки во смисол не на групата, туку на градо и на победа.
да биде во 2-3 нивоа и во смисол од тука и да се направи како влез за посебен за навивачите. Дојавме до идеја, беа собрани пари, требаше да се прата околу 150 евра кошташе, требаше се прата за тука во општина за да го нацрта. Ама ете, запревме, имаме и фамилиарни обврски, значи идеите се добри, ама не се е остварливо оддалеко. И треба повеќе луѓе да се заангажира, а не само еден, за да нешто да има успех. Ама се надевам дека во иднина нема така да застанам, колку што можам ќе помагам и да сме здрави и живи да се вратам за некоја година. Кој ќе подпорасна децата, па Господ ако дај здрави по наредни 40-50 години, зашто да не бидеме пак тука на исто место. Тука поминавме од мали. Само здравје и се друго е остварливо. Точно. И понатаму да ја сакаш победа, да имаш инспирација, може би ќе произлезат и нови песни или Секако и од тука на крај би ботил порака до прилепската јавност, до навивачите, без разлика на околностите, случувајната, проблемите кои победа ги има зафатено уште од казната, значи таа рак рана од тогаш лежи и да не се откажува, без разлика да нема суети, да нема омраз за секој понекаде по нешто сгрешил, туку едноставно да се вратиме и да му дајме на овие деца помош. Пошто видовме лани покрај сите проблеми финансиски и политички, би рекол, условно кажано, му треба поддршка и народот треба да се врати. А ако публиката е тука присутна и ако ги гледа со своји очи проблемите, ако ги решава на интелигентен начин, ние можеме да се избориме да дојда да се приклучат сите, оти овдека може да функционира ако биде само колектив. Ако не е оти победа е колектив, победа е од сите, победа е како ајде да не сакам да обединувачки кажам, фактор. обединувачки фактор и мислам ако ја вратиме стариот сеј, ние го имаме втора недела пивофест на стадион. Не мора да организираме и да чекаме секое лето 4 дена. Многу народ, многу публика, Расположени. расположени и да го дај Господ со европски такмици.